Радовиш 89,4 FM. Гужва, галама, FM врева. На радио Слободна Македонија. Живо сме он диер, да, почнуваме и завршуваме, имаме навистина многу теми за разговор, некои се умни, повеќето се всушност умни, 6 минути по 15 часот, навистина на нешто многу умно ќе разговараме и ќе ги свртиме нештата од 8 до 12 април ова 2017 година на сцените во Драмски театар, во Домот на армијата на Република Македонија, во театар комедии на мала сцена на Драмски театар Скопје, ќе се одржува фестивалот именуван како Лица без маски, а си Миодраг Костич денеска. Поточно веќе ги фрливме маските, заради тоа што нели сакаме да го сфрлиме сето она што е непријатно, што е негативно, за да можеме да се посветиме само и само на убавите нешта. Знаете веќе нели дека и во пресрет на сите оние стари и нови години секаде ширум планетава Земја се прават најнапред маскембали, со што нели се маскираат сите оние кои што се дел од тие маскирани поврки, особено во нешто лошо или во нешто како на пример глупавиот август и така натаму. Знаете дека иззети невести и така натаму во нашите краишта се случуваат, зашто се со цел да се исплаши злото, да побегне злото, благодарение на тие маски, за да може нели нешто добро, нешто убаво и нешто ново да дојде. Сега, откако јас и Миодраг ги сфрливме маските, ајде, не гледати без маски, заради тоа што сето ова што сега ќе го зборуваме ќе биде приложено на YouTube страната на Радио Слободна Македонија веднаш по емитувањето на емисијата. Нормално сето ова ќе биде средено и ќе можат да слушателите да уживаат во нашиот разговор кој ќе го водиме на тема 10 поред лица без маски. Миодраг, добар ден, добре дојде во Врева на радио. Добар ден, добро ме најдов, како и секој се чувствувам прекрасно, токму така во месецот. Како дома, буквално во месецот на шегата април, ние маските ги фрламе и 10 години поред го правиме интернационален театарски фестивал Лица без маски. Сега, ајде веднаш да го стартуваме она со што всушност ќе биде стартувани фестивалот кој започнува на 8 и ќе финишира на 12 април. Токму така, значи 10 години поред, веќе 10-та година се трудиме на македонската јавност да понудиме програма со алтернативен и експериментален предзнак, која што ќе го привлече вниманието на публиката. 10-тото јубилејно издание на Интернационален театарски фестивал Лица без маски е посветен како и секоја година независната професионална театарска продукција, која го негува алтернативниот и експерименталниот театар. Јубилејната програма ќе се одржи оваа година под мотото Остави трага. Остави трага, кое што прво произлезе од визуелниот идентитет на фестивалот, меѓутоа и потоа како парола до сите оние независни театарски работници или младата критички настроена јавност да остават трага со се она што го прават денеска или пак што ќе го прават во блиска иднина. Во програмата се представи кои се критика на актуелниот миг во кој живее современиот човек без разлика на која страна од светот, нормално поради интернационалната програма. Публиката ќе има можност да види ексклузивна програма која создава нови светови поинтересни и похумани од реалните. Од 8 до 12 април на сцените на Драмски театар, театар комедија и Дом на Арам и Универзална сала, односно сега Конгресен центар Александар Македонски, ќе се изведуваат представи со интернационална програма, меѓутоа и македонска независна сцена. Така, имате официјална и надпреварувачка програма, меѓутоа имате и една малку поинаква програма, можеме ли да поразговараме за тоа и всушност од каде се заради тоа што интернационален театарски фестивал од кои се земји ни доаѓаат учесниците во Лица без маски? Оваа година малце повеќе внимание посветивме на македонската независна сцена. Прво таа традиција почнавме од пред 2-3 години, меѓутоа и поради технички проблеми со некои од учесниците кои што ги имавме во последен миг, го откажаа своето патување, кои што се гостите од Израел, Германија и Грузија, од организацијски финансиски причини. Так. Имавме идеја прво да биде 10 години јубилеј со 10 представи кои што победиле во изминатите 10 години, меѓутоа тоа не беше возможно. Потоа имавме идеја само да бидат 10 театарски представи кои што ќе бидат интернационални и останатото македонска независна сцена, меѓутоа и тоа не успеавме. За да на крај понудиме представи од Италија, Бугарија, Русија и чинам толку и Македонија. Така, имаме и од Италија или италијански театар веќе споменат. Да, така. Значи ќе се делат и награди. Токму така, значи фестивалот е со прерувачки карактер.
се доделуваат 3 награди: награда за најдобра представа од целина или Гран При, награда за најдобра режија, награда за најдобра актерска игра. Се надевам дека оваа година жири комисијата во состав на Тони Димков, кој што е театарски критичар и новинар, Трајче Георгиев, истакнат актер, и Дејан Дамјановски, режисер, ќе имат навистина тешка задача за да одлучат кому ќе ги доделат овие награди. Наградите се доделуваат на затварањето на фестивалот, каде што по изведбата на италијанската представа фестивалот се затвира и нормално се надевам дека аргументирано, безкомпромисно ќе ги соопштат наградите. Така. А ќе биде отворен со поздравен говор на актерката Снежана Конеска-Руси. Инаку фестивалот, да истакнеме дека оваа година е поддржан од Министерство на култура и град Скопје, а е во реализација на независната продукција Театар 007 и Конгресен центар Александар Македонски. Миодраг, 10 години наназад се слекуваат маските и добиваме една театарска содржина која што е исчистена од сите стеги и безкомпромисно удира шлаканици врз се што треба да се шамара во времето во кое што денеска живееме. Колку сте вие задоволни од лица без маски до сега? Искрено, ненамерно или намерно, во овие 10 години секогаш во нашата програма биле застапени представи кои што зборувале за актуелните општествени околности. Еве, например, оваа година, како што е случајот со представата од Косово и останатите, меѓутоа, бидејќи таа е на отварањето, ќе ја спомнам, она зборува за Брекзит. Последното актуелно случување во Европа, така да во сите изминати години, се она што било од општествен интерес, некакви турбулентни времиња, намерно или ненамерно сме го селектирале во нашата програма, или пак од друга страна, па можеби намерно или ненамерно, театарот се бави со тие проблеми и твори представи кои што зборуваат за тоа. Најверојатно представи кои што го креваат гласот и гледат да се спротивстават на сето она што се случило. Мене ми е многу драго во овие 10 години што навистина се поголем е интересот на квалитетни независни театри кои што конкурираат кај нас. Нормално, согласно буџетот и можностите колку можеме да одговориме на нивните барања, одговараме. Меѓутоа, за ценење навистина нивното аплицирање, во едно 10 години поред имаме лојална публика која што навистина редовно го посетува нашиот фестивал, па дури и се интересира пред време за програмата, нели, она што ќе оваа година програма од кога до кога е фестивалот, традиционално во април, со исклучок на една година. Така да, генерално сме задоволни, бидејќи 10 години развиваме навистина еден убав бренд од фестивал, кој што станува препознатлив не само во Македонија, на Балканот, па дури и во светот. Така, претежно се експериментални представи, а исто така и експериментирате со просторот, меѓутоа сега гледам дека имате мејнстрим простор, како што е Драмски театар, Домот на армијата, театар комедија, Мала сцена, Драмски театар Скопје. Чинам дека во текот на минатата година имавте представи во тоалети, така? Токму така. Зависно од техничките побарувања на представите, секогаш се трудиме ние да имаме навистина авангардни представи, кои што се случуваат во ВЦ, на улица. Театарот може да се случува прчем и секаде. Можете во парк да правите театар. Така, можеме во автобус да правиме театар. Теа Беговска има нели театарска представа која што се случуваше во градски автобус низ улиците на главниот град на Македонија. Автор кој што експериментира на ниво на простори, тоа многу ми се допаѓа, што не се ограничува просторно, меѓутоа, еве, оваа година дел од представите си имаат технички побарувања тоа да се одвива на класична сцена. Меѓутоа не имаме некако што отскокнува? На ниво на простор? Да. Не, оваа година немаме, значи сите мејнстрим. Сите се мејнстрим представи, меѓутоа нормално тоа што се случува на сцена е далеку од мејнстрим. Да. Значи тоа е веќе нешто што е алтернативно, експериментално, нешто поинакво што не може да се види прво кај нас во Македонија, уште помалку во институционалните театри, па и да не речам и подалеку. Сепак се трудиме да го селектираме она што е најинтересното, да не заборам селектор на фестивалот Игор Ивковиќ секоја година го има тој предизвик. Јас секогаш го ограничувам со средства. Меѓутоа, ете, се трудиме во рамките на нашите можности да понудиме на навистина интересна и предизвикателна програма. Така, од 8 до 12 што е она што најмногу ќе ги возбуди духовите? Па, ајде јас да почнам, не можам да издвојам ние на представа, ја можам да ја соопштам програмата. Отварањето на фестивалот ќе биде на 8 во Драмски театар во 20 часот, каде што покрај официјалните говоранци ќе биде представата, многу е долг наслов, представа на 4 актери и неколку свини, ние го скративме како официјален наслов. Најпопуларни во светски рамки се долгите наслови, наслови на албуми, долгите наслови на сцена, што дури на не сме имали подолг наслов од овој, меѓутоа ние го скративме, официјалниот е неколку свини,
конји, неколку кози, не знам што. Многу интересна представа, многу револутивна и самиот театар Кендра мултимедија се навистина успешни во Косово и надвор од рамките на својата држава, во режија на Блерта Незирај, а по текст на незиниот брат мислам дека Иетон Незирај. Веќе наредниот ден 9 на сцената на Драмски театар Скопје повторно се гостите од Русија, Таганрод, со представата Ноќ на огнот, во изvedба на театарот 32 физички театар, каде што како режисер се јава Марина Дрен. Наредниот ден на 10 се префрлуваме на сцената на театар Комедија со представата Прво ке ме земеш па после ке ме. Тоа е представа на нашиот независен театар Крик во режија на Ѓорги Ризевски. Веќе истата вечер од 22 часот на сцената на Конгресен центар Александар Македонски или Универзална сала се изведува представата Скашената стомна на Интимен театар во режија на Софија Ристевска. Четвртиот фестивалски ден е резервиран за гостите од Бугарија, се на масата на нашата позната режисерка Ана Батева, која што пред неколку години ја доби наградата за најдобра режија. На сцената на Дом на Арама во 20 часот ќе настапи она, односно незината актерска екипа. Веќе во 22 часот на сцената на повторно Конгресен центар Александар Македонски ќе биде изведена представата Да го поздравиш и да ми го бациш, што е многу интересна представа и популарна представа која што навистина дигна прашина со оправдана причина во изведба на театарот Артропија, режија на Билјана Радиновска. Последната фестивалска вечер и официјалното затварање на фестивалот е резервирано за гостите од Италија, театарот Софија Мендолеа, со представата Фармата од Джордж Орвел во режија на Паоло Алесандри. И нормално, по последната представа се доделуваат наградите. Така, како можеме да дојдеме до билетите за театарските представи? За сите представи билетите може да се купат на билетара на Универзална сала, освен денот на изведбата на представата на сцената каде што се изведува. Значи во Драмски, Комедија, Дом на Арама и... Можеме ли онлайн да си купиме билети? Може, апсолутно, на нашата веб страна www.faceswithoutmasks.mk. Може да поидете во делот резервирај билети, има онлайн апликација, многу едноставно направено и резервацијата е секогаш успешна и навремена. Така, благодарам многу. Миодраг, сега ја спуштаме завесата на нашиот разговор за да кренеме завесата на 10-тото издание на Интернационалниот театарски фестивал Лице без маски. Повторувам уштинаш од 8 до 12 овој месец. Значи, мотото е остави трага, дефинитивно остави трага. Миодраг Кустич како најдраг гостин во ФМ време на Слободна Македонија. Ова беше, дами и господа, директорот на Интернационалниот театарски фестивал Лице без маски Миодраг Кустич денеска во ФМ време на Врановите на Радио Слободна Македонија 19 по 15 време за ИПП. Гужва, галама, ФМ врева. На Радио Слободна Македонија.